И Меѓаши реагира на одлуката учениците од 4-то одделение да учат од електронски учебници, а образованието целосно да се дигитализира за 5 години. Велат дека важно е да не се деформираат придобивките кои треба да стигнат. Со оглед на нашите искуства до сегашни на ниво на земја, секоја реформа и се што беше најавено претходно во голема мера беше или неуспешно, или до пола изведено, или воопшто не успеваше да се одржи и да постигне да стигне до резултатите кои што беа посакувани. Втора работа е некаде откако ќе биде направено, ќе се внимава, потребно е големо внимание околу децата кои што нема да можат потполно да бидат вклучени во тој процес. Најавени се печатање на учебници, најавени се подршки од државата за тие ученици, меѓутоа исто така се уште гледаме дека тоа не се изведува ниту лесно, ниту на начин кој што е доволен. Очигледен пример е недостапноста за електронските уреди во моментов за добар дел на ученици се уште. Како и раслојувањето кое што би можело да се јави помеѓу самите ученици. Значи, наставниот кадар, училиштата, сите инволвирани ќе мора да внимаваат кон односот кон децата кои што нема да може да бидат потполно вклучени во овој процес. И последна работа која што не е помалку важна, за да еден процес кој што е од заеднички интерес биде одржлив и биде издржан, потребен е диалог со сите инволвирани страни и простор да се издискутираат несогласувањата, негативните критики, отпорите кои што во моментот се јавуваат. Образованието како нешто што би требало да не засега сите и што би требало да не биде во интерес на сите, за да стигнеме до тоа современо, модерно, добро образование, чекорите треба да одат поспоро, поиздржано и со поголем простор за диалог, без оглед дали ставовите се согласуваат помеѓу чинителите или не. Така што во моментов би било добро да се вклучат во некоја форма на разговор, дискусија, диалог и незадоволните или уплашени родители и дел од наставниот кадар, но и самите ученици кои што исто така се огласија пред известно време со соопштение. Условите дома не дозволуваат секое дете да биде адекватно вклучено, особено во семејство во кој има повеќе деца. Тешко се стига до децата и од децата од социјално загрозени или ранливи категории, но и до вистински увид во потребите на децата кои што не се во еднаква позиција, како да кажеме, поголем дел од класот или разликите во рурална и урбана средина исто така. Се соочуваме и добар дел од проблемите да се надминуваат или се напредуваат како стекнуваме поголемо искуство во онлайн образованието, меѓутоа се уште останува отворено прашање како ќе се дојде до тоа што на тие деца им е потребно и таа поддршка како ќе биде изведена. Ние се уште, како што спомнав, собираме електронски уреди со заеднички иницијативи или има индивидуални донации од луѓе кои што се заинтересирани да помогнат за да го покриеме првичниот проблем кој што е електронски уред за секое дете. Ако дел од учениците имаат електронски учебници, а дел учат од црно-бели скрипти, се наметнува прашањето дали ќе има дискриминација помеѓу децата. Па и претходно, додека беа печатени учебници, имавме случаи во кои што ученици не ги добиваат, имавме цели училишта во кои што недостасува. Генерално е тоа однос кон образованието. Постојано се јавуваат тој тип на расчекор и тука би требало самите училишта да реагираат и брзо и транспарентно и да обрнуваат внимание на тие разлики токму кои што се појавуваат. И не е само во тоа дали ќе се добие електронски или ќе се добие учебник, исто беше и дали ќе се добие учебник во добра состојба или ќе се добие распарталавен кој што е речиси неупотреблив. Добар дел од децата и досега мора да се снаоѓаат и родителите на начини на кои што умеат. Мислам дека е потребна некаква конструктивност, согледување што е на теренот и на вистина да покажеме дека ни е важно образованието. Образованието со наназад само декларативно сакаме добро образование, сите вложувања, сите уопшто односот кон образованието укажува дека воопшто не е на врвот на листата на приоритети на оваа земја. На одлуката за дигитализација на учебниците се спротивставија и средношколците и лицата со попреченост. Дел од родителите покренаа и петиција.